Благодарам председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Денес зборуваме за буџетот за 2020 година. Значи, од анализата која што е направена и која што можев да ја видам, буџетот бил во дефицит, односно расходите се поголеми од приходите. Значи, вие си трошевте повеќе од тоа што имавте. Дефицитот се покривал со странски заеми, само не знам до кога ќе ви даваат заеми, државни записи и пренесен вишок на приходи од минатата година. Две области ќе ги опфатам. Министерството за животна средина. Планираните расходи во 2020 година на Министерството за животна средина се на високо ниво и тоа платите, односно од планираните 102 милиони денари се реализирани 101 милион или 99%, а тоа е благодарение на партиските вработувања, на тие што трчаа за вас за да вие сега сте на власт. Стоки и услуги, ставката има реализација 82%, односно 92 милиони денари, што е реализирано преку оваа категорија, кои трошоци. Една аналитика тука спаѓаат комунални трошоци, трошоци за хигиена, за канцелариски, за ситен инвентар. Значи, не велам дека не требаат, меѓутоа реализирани и многу други трошоци нереализирани, а за кој конкретно и толкава сума не е кажано. За трансфери до невладини и судски извршни решенија реализација 96,3%, за капитални расходи реализација 91%, па сега се прашувам кои капитални трошоци, кои капитални проекти ги имате реализирано, дали направивте прочистителна станица, до каде е прочистителната станица, во Битола 100 пати имам кажано, пари обезбедени, проект направен, физибилити студија, ништо не е мрднато од кога сте дојдени на власт, дали колекторскиот систем, колектори дали направивте, за атмосферска фекална канализација, има реализација капитални расходи 91%, значи барам информација точно околу ова, што точно од капитални проекти имате реализирано. Вода, канализација и гасификација. Гасификацијата требаше до 2020 година секој дом да биде снабден со газ, па благодарение на вашето неработење, уште мисловна именка е гасот во нашата држава, реализација 80,9% и тоа од основен буџет, реализирани средства за надградба на управната зграда на Министерството, за изградба на социјални станови, за вода и канализација по општини, гасификација, градежни зафати во железницата. Од заеми се финансирани плюс изградба на станови, локални патишта, железничка инфраструктура, реализација на расходите од заеми 73% и од донации реализирани 14% од трошоците. За вода и канализација на општините, истите работи се реализирани дел од основниот буџет, дел од заеми, од кредити. Само се прашувам, кој ќе ги враќа овие кредити? Успеавте, уште еднаш ќе кажам, секој еден македонски граѓанин да го задолжите со 3600 евра, значи секој еден, надвор од оние негови собствени заеми кои што ги земаат. Значи, убаво е нешто да се прави, меѓутоа да се има средства, а вака со заеми како вие, а ништо не видовме од тие заеми. 1 милиарда, 1,6 милиарди евра ја задолживте за една година Република Македонија, а јас навистина ништо не видов, ни автопат, ни некој капитален проект, ни фабрика не видов, ништо не видов да направите во изминатиот период, апсолутно ништо. Лошите, погрешните,
Ненавремените мерки на владата на СДСМ ја донесе Република Македонија во неколку кризи, економска, здравствена. Инфлацијата веќе приближува двоцифрен број, растот на просечната плата е под оваа инфлација, а тоа значи дека стандардот на граѓаните опаѓа, производите се со поголеми цени, а трошоците се преголеми. Горивата, цената до плафон, а за енергетската, за струјата можам само едно да ви кажам. Председателот на регулаторна комисија кажа дека Република Македонија за да добие независност, еден од условите беше тоа што е енергетски независна држава. И сега вие успеавте во овие 5 години Република Македонија да донесете до енергетски зависна. Зошто? Затоа што не копавте јаглен, затоа што ги рекетиравте бизнисмените кои што копаат таму, затоа што требаше возилата на фамилијата и да се носат пари во куфери во кафаната во Струмица, а вие за тоа ништо немате преземено. Знаете, тука само да кажете за некои генерални секретари што биле осудувани, а за вашите молчите. Кога ќе преземете нешто во однос на ова, од тие факти, од тие вистина и од цела Македонија знае за рекетот кој што го правите, тогаш ќе речам да, во ред е. Меѓутоа, да напаѓате некого за криминал, а вие 100 пати поголеми криминалци да бидете, тоа не е во ред од вас. Значи, бродот, колеги, ви тоне. Приказката за лошите луѓе од ВМРО, за режимот на ВМРО, веќе на таа приказка ни малите деца не ви веруваат повеќе. Затоа што кога било кој граѓанин ќе отиде во продавница, ќе земе 1000 денари, ќе купи нешто, 3 работи ќе купи, а минатата година купувал 6 или 7. Ете затоа што ги осиромашивте граѓаните. Колку криминал и злоупотреба направивте во изминатите 5 години, само вие си знаете. Зошто тоа го направивте? Дали за брзо богатење или за некои други причини, јас не можам тука да кажам, меѓутоа знам дека фактурата на вашето владење ќе ја плаќаме сите ние во Република Македонија, а некоја друга фактура во иднина ќе ја плаќаат други луѓе. Благодарам.